без малку е напната. Меѓутоа не треба тоа да е така, па ќе употребам една анегдота, меѓутоа сепак има многу добра порака и сметам дека сите ние треба да размислиме за токму онаа порака која што не испраќа нас јавноста, а се однесува на собранието. Беше во медиумите токму кога се отвори темата за бројот на потпредседателите и вели вака: не се шетајте во околината на Жена парк, може да ве стават потпредседател. Навистина симпатична е, мораме да признаваме дека е симпатична, меѓутоа има и силна порака. Затоа во рите, доколку овдека има и нервоза, и возбуда, и критика, меѓутоа добро е да се сослушаме, да се испочитуваме, затоа што верувам дека сите имаме најдобра намера во однос на функционалноста на собранието. Јас навистина жалам што сепак денеска никако повторно се навраќаме на токму оваа тема, на предлог одлука за избор на бројот на потпредседатели и токму одлуката повторно се однесува на 5. И во ред председатели вие објаснивте зошто тоа е така. Но зошто велам па дека жалам што токму повторно се навраќаме на оваа одлука, затоа што доколку ги погледнете медиумите, еве само денеска не морате да идете подалеку. Темите кои што ги засегаат граѓаните се сосема поразлични токму од она што ние денеска овдека го говориме како тема во собранието. Темите денес во медиумите и со месеци наназад се здравствената криза, се образованието. Вие молам колеги, ние имаме сериозен образовен предизвик. Утре многумина надвор од овдека родители, наставен кадар ќе се прашуваат како ќе почне образованието во Македонија. Имаме родители кои што се прашуваат додека ние овдека продуцираме сега реално, ние продуцираме непродуктивни трошоци. Ние не ги намалуваме, но ги задржуваме. Имаме надвор наши сограѓани кои што се прашуваат како ќе овозможат компјутер за сопственото дете или повеќе компјутери, доколку станува збор за повеќе детно семејство. Од друга страна, имаме сериозен предизвик во здравството. Денеска во медиумите ние прочитавме во медиумите дека имаме здравствени работници. Придржете се кон точката на дневен ред. На точката се држам, председателя. Ние имаме денеска во медиумите здравствени работници кои што се стручни, кои што се предлог експерти одлука за број на потпредседатели но поднесуваат оставки и апелираат на разумност и испраќаат порака дека доколку се продолжи со ваквиот начин на работа, дека ние ќе останеме без стручен здравствен кадар во земјата и ќе нема кој навистина да ја менаџира пандемијата. Од друга страна, мораме да погледнеме дека со месеци лозаро производителите имаат сериозна мака. Па имате јавна расправа по тоа прашање, колешке, утре, веќе комисијата е свикана за утре. Ние овдека продолжуваме повторно со непродуктивни трошоци и ги задржуваме во однос на бројот на потпредседатели. На самиот крај, доколку колеги ги прочитате надлежностите на потпредседателите согласно деловникот и законот за собрание. Од член 61 до член 63. И законот за собрание, ве молам дали реално ја гледате оправданоста за овој број на потпредседатели. Прочитајте ги. Од друга страна, доколку го земете, председателите ве молам, доколку го земете извештајот за работа на потпредседателите. Еве го побара во службите, ми ги доставија за неколку години. Овдека пред мене го имам сега овој за од 1.1.2019 до 31.2019. Ова се надлежностите, односно се извинувам, активностите на потпредседателите на собранието кои што се наведени во извештајот. Ќе ви ги читам како што ми се доставени. За сите е еднакво, вака се поделени. Учество во работата на работните тела на собранието и во претенучките групи за билатерална соработка. Втората,
средби со амбасадори и други дипломатски представници. И третата е, овдека дури трета и нема, но третата има овде, учество на конференции и свечености по повод значајни датуми. Ова е извештајот. Ве молам, погледнете ги. Дали овдека наоѓате оправданоста за 5 заменици подпредседатели? Колеги, нема да се повторувам, но добро е секогаш да го погледнеме искуството. Ние сепак сме земја кандидатка за полноправно членство во Европската унија. Добро е да се погледнат и другите примери, каде што соодносот на бројката на представници во собранието заедно со бројот на заменици председатели. Ги говоревме, нема да се повторувам. Меѓутоа, погледнете Словенија, погледнете Италија, Германија и така натака. Навистина, треба да земеме ние некој пример. Тоа е добро за нас, тоа е добро за собранието и тоа ќе биде многу добро за граѓаните, затоа што навистина ќе испратиме порака дека се грижиме за нивните интереси и дека сме подготвени да ја промениме сликата за овој собраниски состав. Ви благодарам.